Здраво, јас сум Марија Месторовска-Спирковска, а ова е патот до извозот во 20 чекори. Добре дојдовте во првиот веб курс на македонски јазик, наменет за извозници почетници и оние кои размислуваат да отпочнат со извоз. Овој курс, кој ви овозможува брз и едноставен пристап да одговорите на клучните прашања поврзани со извозните активности на вашата компанија, е дел од прекограничниот проект наречен Трговија без граници. Носители на проектот се Предприемачкиот информативен центар за развој на мали и средни предпријатија од пограничниот регион на Битола и неговите грчки партнери. Проектот е реализиран со финансиска поддршка на Европската Унија. Најтопло ви препорачувам да ја проследите оваа лекција, во која мојот колега Драган Илиевски ќе ви зборува за изборот на извозен производ и формирањето на извозна цена. Овие две прашања се нераскинливо поврзани и имаат само еден точен одговор. Тоа е оној одговор кој ќе ви донесе извозен просперитет и профит за вашата компанија. Да ги проследиме заедно советите на нашиот експерт, произлезени од неговата долгогодишна извозничка пракса. При изборот на извозниот производ клучен фактор е јасното разбирање и деталното познавање на стоките што би требало да се извезуваат. Исто така, важно е избраните стоки да бидат барани во земјите каде ќе бидат извезувани. Доколку се работи за стоки кои веќе се присутни на дадениот пазар, истражете го движењето на продажба во последните години. Доколку утврдите дека се работи за растечки пазар, испитајте ги предностите на вашиот производ во однос на конкуренцијата. Доколку утврдите презаситеност на понудата и стагнација на продажбата, испитајте дали со модификација на вашиот производ или маркетинг настап можете да му ја подобрите конкурентноста. Од друга страна, ако утврдите дека на целниот пазар постои дефицит од вашите стоки, испитајте на што се должи тој дефицит. Постојат ли надворешни ризици кои го предизвикале тој дефицит и може ли пласманот на вашите стоки да ги избегне овие ризици? Независно дали компаниите извезуваат прв пат или се занимаваат со извоз подолго време, за двете групи е важно да бидат методични и систематични во идентификацијата на вистинските производи. Не е доволно само да се имаат на располагање сите неопходни податоци и истите да се чуваат во вашата глава. Напротив, потребно е да се направи една структурирана анализа на хартија, при што полесно се откриваат празнините од собраните информации и многу полесно се дефинираат неопходните корективни мерки. Секако, наместо детална анализа би можеле да користите веќе изработени истражувања на пазарот, нормално набавени за одредена цена. Тие истражувања се однесуваат на производи кои што се продаваат почесто отколку други на меѓународниот пазар. Но треба да знаете дека ваквите производи имаат многу повеќе продавачи. Со тоа конкуренцијата е поголема, а профитните маргини помали. Од друга страна, треба сериозно да се земат во предвид производите од пазарните ниши, кои по правило имаат помала конкуренција, со тоа повисоки маргини, но исто така морате да бидете спремни на многу помал број на купувачи. Насоките кои ние ви ги набројуваме, а кои што треба да ве водат при изборот на извозен производ се следните. На прво место, дали производот е произведен или набавен според меѓународен стандард за квалитет, ISO серија или некој сличен, како и соодветни стандарди за квалитет и безбедност на храна, HACCP, EUREP-GAP и слично. Ако е тоа возможно, избегнете производи кои се во монопол на еден или повеќе добавувачи. Ако сте вие производителот, осигурајте се дека имате доволен производен капацитет или доволно складирани стоки, да ги доставите на итно барање, затоа што навремената достава е еден од клучните фактори за успех по извозот. Понатаму, стрикно проверете го извозниот режим за секој поединечен производ. Иако сте свесни дека тука има малку ограничувања, се мисли на ограничување од типот на дозвол или одобрение. Следно, научете за правилата за увоз во земјите на целниот пазар и обратете посебно внимание на тарифните и нетарифните бариери. Посебно обратете внимание на пријавување и специјални одобренија за вашиот производ во земјата на увоз, што е особено применливо при увоз на прехранбени производи, пијалоци, хемикали и фармацевски производи. Внимателно следете ги различните владини мерки за поттикнување, како што се стимулации, даночни олеснувања, повратно данок и слично. Внимавајте на одредени производи со сезонски карактер за продажба, лето, зима, како и на стоките поврзани со празнична побарувачка, например за Нова година.
Важно е секогаш да ги имате на ум специјалните правила за пакување и етикетирање на краткотрајните производи, како на пример прехранбените производи, затоа што тие може битно да се разликуваат од правилата кои владеат на домашниот пазар. На крај, земете ги во предвид посебните мерки неопходни за превозот на одредени стоки. Кога некои од нив се транспортираат во рефус состојба, некои се кршливи, некои се краткотрајни, а има такви кои се опасни по живот и здрави. Во пракса, постои ситуација каде вие можете да го изберете извозниот производ и во договор со евентуалниот партнер од целниот пазар, потпирајќи се на неговата стручност и искуство, доколку тоа е начинот кој сте го одбрале за влез на странскиот пазар. Во мојата компанија ние постапивме токму така. Поради ограниченото познавање на странскиот пазар, во изборот на извозните производи се потпревме на долгогодишното искуство на дистрибутерот и заедно го составивме нашето извозно портфолио. На тој начин ја изградивме и нашата меѓусебна доверба. Се разбира, ова е само една од насоките. Вие можете да избирате и комбинирате како вам ви одговара. Кога со користење на насоките сте го одбрале вашиот извозен производ и кога анализата покажува дека нема празнини и црни дупки, време е да се посветите на уште еден од клучните моменти во вашата извозна стратегија – одредување на извозна цена. Во пракса, цената често е главен, иако не е единствен фактор за продажба на вашите производи или услуги на странскиот пазар. Но поголем дел од потенцијалните купувачи во странство пред да стапат во деловни односи со вашата компанија, прво нешто што ќе ве прашат е која е цената на производот или услугата. Од тие причини, неопходно е да ја утврдите таа цена пред да ја подготвите вашата меѓународна понуда, како дел од општите услови за продажба наведени во прирачникот. Кога ја формирате извозната цена, секогаш земете го фактот по предвид дека извозните цени се разликуваат од цените на домашниот пазар. Тоа е така бидејќи извозната цена не ги вклучува само вкупните трошоци за добивање на производот или услугата, туку вклучува и низа дополнителни извозни трошоци. Тие се истражување на странскиот пазар, патување во странство, меѓународна комуникација, продуцирање на различни документи, подготовка на примероци, модификација на производот или услугата, пакување, означување, етикетирање, осигурување на производот, усогласување со стандардите на странскиот пазар, маркетинг, испорака, увозни царини и даноци, финансирање на извозот, курсни разлики и сите останати трошоци кои ние можеби сме ги пропуштиле, а на кои вие ќе наидете во тек на истражувањето на целниот пазар. Фактори кои влијат на цената на еден ист производ, а не се спомнати досега се договорните услови на испорака и на нив соодветните транспортни трошоци, роковите за испорака, големината на нарачката и количините на поединечните испораки. Бидејќи овие фактори зависат од условите кои ги поставува купецот во својата нарачка, ве советуваме да подготвите за нив соодветни ценовници веднаш штом за тоа бидете спремни. Понатаму важно е да знаете дека цените што потенцијалните купувачи се спремни да ги платат за вашите производи или услуги се различни за различни пазари. Затоа, пред да ја објавите цената на вашиот производ или услуга, земете го во предвид вашиот целен пазар и секако цените на конкуренцијата која е присутна на него. Да ги разгледаме методите за формирање на цена. За постигнување на конкурентна цена на странскиот пазар постојат повеќе методи. Најдобри резултати ќе постигнете доколку ги користите паралелно, односно во комбинација. Најчесто применувани методи се методата за агрегатни трошоци или cost plus и вертикалната метода top-down. И двете методи имаат своја позитивна и негативна страна, па затоа ќе ги разгледаме посебно. Методата на агрегатни трошоци или cost plus представува пресметка кај која се поаѓа од фабричката цена, X-фактори, и на неа и се додаваат сите трошоци што настануваат на патот до вашиот крајен купувач. Позитивна страна на оваа метода е што сите трошоци се реално прикажани, па е и крајната цена реална. Негативната страна е што ваквата цена е најчесто превисока за извозниот пазар, што може да го намали интересот на вашиот потенцијален купувач. Кај вертикалната метода top-down, појдовна основа е една идеална цена која што вашиот купувач е спремен да ја плати, од која понатаму се одбиваат сите трошоци кои настануваат на патот до вашиот крајен купувач. Позитивна страна е што во старт ја имаме идеалната цена за купувачот. Меѓутоа, негативната страна е што доколку вашата процена на цената или трошоците не е реална, постои шанса вашата фирма да генерира загуба од извозниот бизнес. Наш совет е, кога со примена на секој од методите ќе добиете две различни цени, едноставно споредете ги добиените резултати со цел да добиете една избалансирана цена.
Причината поради која ве советуваме да ги користите паралелно или во комбинација овие две методи на пресметка е фактот што користењето само на една од двете методи носи определени ризици или слабости. Од таа причина, неопходно е да се утврди цена која ќе биде резултат на усогласување на цените добиени со комбинирана примена на веќе наведените методи. Во мојата компанија ние го направивме точно тоа. Кога увидовме дека со Cost Plus методата добивме повисоки цени од конкуренцијата на извозниот пазар, моравме да ја избалансираме цената преку другата метода top-down и така да утврдиме реална цена за тој целен пазар со цел да бидеме успешни. Мал совет од нас. Секогаш бидете спремни на промена на цените, но корисно е во старт да ги зацртате вашите граници. Значи, на крајот на оваа лекција, следејќи ги нашите насоки, вие сте спремни правилно да го дефинирате вашиот извозен производ, како и да ја одредите неговата извозна цена со паралелна примена на методите за одредување на цената. Ви посакуваме успех!